На 22 мај 2017 година СЈ отвори истрага под кодното име Талир. Станува збор за незаконското финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН. Од СЈ тој ден да објаснија дека се осомничени 14 лица од раководството на ВМРО ДПМН, зашто нелегално вбризгале 5 милиони евра во партијата, заскривајќи се зад наводни донации од членови и симпатизери. Постои основано сомнение дека внесувањето на средствата било извршено преку готовински уплати, при што во уплатниците биле внесувани неточни податоци и преку злоупотреба на личните податоци на членството на политичката партија биле вршени уплати на незаконски стекнатите парични средства. Сите овие показатели упатуваат на постоење на основано сомнение дека паричните средства не потекнуваат од лицата од кои што се уплатени. Но Талир засега не дојде пред суд. Тој е една од истрагите за кои СЈ не стигна да поднесе обвинение до крајниот рок, 1 јули 2017 година. Неговата судбина зависи од судбината на СЈ. Антикорупционерите, државните ревизори и истражувачките новинари со години укажуваа на сериозни сомнежи за сивата зона во финансирањето на политичките партии во Македонија. Сега ова прашање решија да го регулираат најголемите партии СДСМ и ВМРО ДПМН како дел од политичкиот диалог. Начално договорено е годишното редовно финансирање на политичките партии од буџетот да се зголеми за 2,5 пати. Тоа е финансирање по избран пратеник или локален советник, а сумата ќе оди до околу 110.000 денари по избрано лице, наместо 45.000 како досега. Вредноста на донации од правни и физички лица се намалува за 2,5 пати. Тоа би значило дека правните лица, наместо 30.000 евра како досега, ќе можат да донираат најмногу до 12.000 евра, а границата за физичките лица се намалува од 3.000 на 1.200 евра. Се укинува финансирањето на добиен глас после секои избори. И од СДСМ и од ВМРО ДПМН сметаа дека новиот модел може да ги реши старите проблеми. Финансирањето на политичките партии мора да го решиме на потранспарентен и на јас би рекла, по-конструктивен начин. Партиите да живеат и без сериозни инекции од бизнис секторот. Сметаме, ги имавме предвид и забелешките на онаа група која што работеше на блупринтот на демократски реформи, кои што одеа дури и во онаа другата крајност. Таму имаше предлог дека целосно треба партиите да се финансираат од буџетот, а да се забранат секаков друг тип на донации. Сметавме дека во оваа фаза добро е да ги намалуваме донациите, а да го зголемиме финансирањето од страна на буџетот на Република Македонија. ВМРО ДПМН има став да конечно се реши ова прашање и навистина начинот на финансирање на политичките партии биде и транспарентен и јавен, но очиглед на граѓаните на Република Македонија и верувам дека во овој дел ќе имаме заеднички ставови со владеачкото мнозинство. Најдобро решение е да тој процес на финансирање, ќе повторам уште еднаш, биде апсолутно транспарентен и граѓаните на Република Македонија да знаат кој или која политичка партија на кој начин се финансира. Начелниот политички договор доправа ќе треба да се преточи во законски текст, кој потоа ќе оди на јавна дебата. Начинот на финансирање на партиите е само една од темите за кои власта и опозицијата со месеци преговараа далеку од очите на јавноста. Меѓу другите клучни точки се каков да биде составот на Државната изборна комисија, кој да биде на нејзино чело, но и на регулаторните тела, како Агенцијата за медиуми или Антикорупцијската комисија. Што се е досега договорено, од ВМРО ДПМН се резервирани да одговорат. Мислам дека во однос на овој дел се уште не се завршени одредени преговори, нема заклучоци од нив, освен она што и медиумите веќе го знаат и граѓаните го знаат, дека за Државната изборна комисија претседателот ќе биде од страна на опозицијата. Повеќе, кажа власта, подготвени се некои позиции да се пополнуваат со кандидати предложени од опозицијата, но услов е изборот на тие лица да се прави со двотретинско мнозинство во парламентот, за да се обезбеди, како што велат, професионализација, а не партизација. Дискусијата по сите овие тела не е завршена. Разговараме сега за овој дел од медиумски реформи.
но по прашањето, например, на антикорупцијската комисија, ние сега зборувам како мнозинство, како СДСМ, бевме подготвени кај антикорупцијската комисија, односно Државната комисија за борба против корупцијата, кандидирањето на првиот човек да го дадеме да го прави опозицијата. Значи мора да има и нашата поддршка, но кандидатурата да доаѓа од опозицијата. Околу оваа тема ќе дискутираме и со невладините организации, не сакаме да ја затвориме дискусијата, но сме подготвени за таков чекор, за да покажеме дека борбата против корупција не ја водиме селективно, но во другиот дел на регулаторни тела, првиот принцип мора да биде професионалност, а не партијата. По досега успешно затворените прашања, минатиот четврток собранието со потребното двотретинско мнозинство го помина Законот за следење на комуникациите, а беа изгласани и законите за формирање на оперативно-техничката агенција и за заштитени сведоци. Купно гласа 86 пратеници, сите 86 за, воздржаи нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на сведоци. Но увидот во јавно достапните списоци од гласањето на пратениците открива дека десетина пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата, иако биле регистрирани како присутни, не гласале според тоа што партијата го договорила со власта. Меѓу нив се и Трајко Велјановски, Емил Димитриев, Љупчо Димовски, Ванко Верманчев, Никола Поповски. Координаторот на ВМРО ДПМН причината не алоцира во неединството на пратеничката група, туку во проблеми со техниката. Имаше неколку пратеници кои не беа присутни на собраниската седница кога се гласа овие законски решенија, тоа е вообичаено. Нели да имаме отсуство на пратеници, инаку многу е битно дека за она за што се гласаше имаше доволен број на пратеници во собраниските клупи и оние закони што се гласаа со двотретинско мнозинство на гласови и поминаа со двотретинско мнозинство на гласови. Морам да напоменам, тоа реагиравме за овој дел и кај господинот Талат Џафери за можеби неисправност или делумна неисправност на системот за гласање. Можевте да забележите на самата седница дека јас лично реагирав од место заедно со господинот Илија Димовски, седеше до мене, за одредени пропусти на техниката при гласањето. Тоа всушност се види и на седницата кога се гласаше за доверба на владата. Дека по период на гледање преку нишан, диалогот власт-опозиција функционира и дава резултати, доказ е и денешното консензуално усвојување на измените во законите за судскиот совет и за судовите во Собраниската комисија за политички систем.